Слушај вамо, драги мои пријатели и пријателки, доаѓаме до клучно време. Многу мина периодов збореа грбот, името, химната, дрн, јариња и така натаму. Дечки, се е тоа во ред, апсолутно држи, но знаете што, за разлика од сите вас, ја имам многу поголемо искуство кога биле клучните прашања идентитетски или значајни за една држава, каде што сте биле за никаде. Сори, да не беше, да беше поинаку, немаше да бидеме на ова дереđа. Имено, пред да идам за тоа, ово ми е само мал вовет, зашто како Понти Пилат ги плакнам рацете и ви викам thank you and fuck you за темава, затоа што немате капацитет. Имено, особено до опозицијата е муабетов. Они сега викаат грбот ни е единствен, значаен, не смел да се менува. Дечки, кај ви е петокраката? Пошто, нели, бил наследство од Асном. Кај ви е Асном? Нели го избришавте? И најбитната работа. Дали имате представа како е сменето знамето во собрание? Ние го имавме знамето со звездата од Кутлеш, почеток на 90-ти години. Дали знаете како беше сменето? Јас не знам сите детали. Арно, ама, дојде гостин кај Батко Јанко, човекот кој се занимава со хералдика и со знамиња во светот и кај нас, и кој беше дел од процесот и работеше на да речам, цртежи или предлози кои собранието требаше да ги усвои. И беше усвоено, си имавме знаме и се. Како беше сменето преку ноќ? Токму од овие што лајат сега за државни символи и битието на Македонија. Дечки, прво, не ви се верува. Немам доверба. Колку пати треба да ме превариш па да свати. Дечки, еве стварно да ве прашам. Женската ваша или дечкото ваш да се клеца на страна. Колку пати се проштева? Не, озбилно ме прашувам. 99% еднаш дали е прашање уопште дал ке простите. Неверата лична и суетата е побитна од државните символи. Тоа се одговори кои вие треба да се ги дадете, не јас. Не се. Да се вратам на другава тема која ми е побитна и за која буквално ја не знам како не ве окупира постојано. Имено, дали сте за Европа? Има многу дволичност во одговорите на оние што вика да, јас сум за Европа, и буквално се што е нешто нормално го одбива, и има оние што се против Европа, а Европа е ваква, е таква, а едва и гледаат да му ја здуваат у Германија. Така што публиката кај нас се занимава повеќе со лична шизофренија, јавноста, одошто со реалниот проблем. Имено, со доаѓањето на Доналд Трамп. Сега се одржава мировните договорот за почеток на мировни договори во Саудиска Арабија. Во меѓувреме, повредените суети на Европа се собираат кога сватија дека НАТО нема да им плаќа толку пари како до сега, ниту ќе ја финансира војната во Украина. Се собраа лидерите на 7 држави од Европа, 7. Германија, Франција, Холандија, Белгија. Значи, сега ќе ви кажем кои држави не беа поканети. И Италија нормално беше таму и така натаму. Не беа поканети Грција, Хрватска, Унгарија, Бугарија. Колку точки има на знамето европско? Колку европски? Значи, од сите тие европски земји, само овие 7 ќе се договарат
што и како ќе прават понатаму. Знаете ли што е нивниот заклучок? Нивниот заклучок е дека ќе собираат повеќе пари и сега пари што идеа за не знам, за наука, за развој, за екологија, за енергетика, ќе идат повеќе за военно-индустријскиот сектор. Зашто? Они заклучуваат дека Русија име закана и дека Русија само што чека да навлезе во Европа и да ја окупира. Мижи, аз сам да ти бајам, дека Русија и Европа имаат некоја тензија е релативна работа. Таа тензија се измислија и им одговараше за да владеат, за да перат пари. Самиот Зеленски кажува дека милиарди, стотици милиарди долари уопште не ни стигнале до Украина, кои беа уплатени и ветени. Кај се отидени, тоа некое ново европско доге ќе го види, ама не ви се слуша социјалдемократи, национал социјалдемократи. Како се викаше партијата на Хитлер? Национал социјал, левичарска партија. Добро, не се. Значи, Трамп и американците бараат мир да прекине војната, овие ќе се собираат и ќе собираат војна. Денеска видов едно... Не ќе овде да ви го покажам. Дегутантно е. Ја понатаму ќе еволуирам емисија, па ќе ви давам и прилози, да ви све готовански да ви пружам, да не мрдате вака. Ја сакам да ве натарам да кликате што зборам, ај чекај да прогуглам, ај сам да прочитам. Бидејќи само така можеш добро да се информираш. Јанко јадел бурек, окей? Провери бе, прочитај сам. Ја ова е сублимат на дено-ноќно читање. Едни, други, трети, лева, десна, горна, долна, централна, ваква, таква страна, ставови. Не сум до толку аналитичар. Туку да знам што се случува, мене лично ми треба. Што ќе направите вие? Па искрено да ви кажам, сега е веќе прашање у овој момент, или наскоро ќе ви дојде, или ќе ве чукне некој по тиквата, дали сте за Европа? Ќе одиме со Европа и ќе се собираме за војна, затоа што денеска, тоа не го докажав, денеска излезе постер во кој оној, како од Втората светска војна, мотивирачки постер, тенкови идат напред, а се веат сите знамења на Европа, меѓу кои македонското. Пази, кога треба у јајце да отидеме, снегот не завел, па ни кажаа од јајце ни кажаа што треба да правиме, дека треба да влеземе во Југославија, дека треба ова да правиме, она да правиме. Не се. Овдека у Париз не викна, бидејќи небитни ние, али ни кажаа, види, сега ќе јуришаме, идеме ко Бонапарта на Русија, само овој пат нема се зездеме, ги газиме. А НАТО и американците батали ги нив. Сега ве прашу, дали треба да ја продолжиме оваа сулуда, левичарска, соросоидна, нарцисоидна, клептоманска политика која досега Европа ја водеше, или да почекаме да почне да се менуваат ствари, работите и малку десницата и малку балансот да се врати во Европа, а со тоа ќе се врати и здравиот разум. Или она што ме правевте будала и што уште од 90-ти години на 103 го зборав, Македонија да стане 51 американска држава. Само додека се свестите вие, изгледа Канада ќе биде, колку и да даваат отпор. Америка е најнормално да се проширува. Не се проширува со тенкови, се проширува. Бојром, ајде да се споиме. Нормално дека ќе има референдум. Нормално нема да биде ова како Косово. Пап, пријатно. Ама каква Обединети нации, каков референдум, нема врска, после, Крим. Ке го лабават ставот американците сега, бидејќи оваа власт уште многу долго ќе владее, не само кај нас, туку и во Америка, со говорот на Джей Ди Ванс и лекцијата кој ми ја одржа, која ги попари, ги изгоре, трети степен опекотени со ладна вода ги попари европјаните, затоа што беа арогантно самобендисани и чекаа друг да им плаќа. И сега, пази, ај од практична страна, само да ви кажам, да собираш пари, добро, ги отфикаруеме американците, НАТО, ово, а американците викаат, НАТО, да, али платете си, нема ние да ви плаќаме за вашата одбрана, како што беа учени до сега. И сега, пази, да собираш пари, да формираш
nova centralna komanda, novi jedinici, nova struktura, nova logistika, nadвор од НАТО, е 10-кратно поскапо од што да ја платиш сумата која НАТО ја бара од нивните членки. Тоа е процент кој ние го плаќаме како Македонија. Да, процентот према GDP-то, толку проценти, тоа и си уплаќаш за НАТО. Тоа не го плаќа Франција, не го плаќа Германија, не го плаќа Холандија, али американците да не пазеле за тоа што знаеш, демократијата, немој да не дадеш на русите. А еве во овој момент веќе бараат да се вратат Зара и уште неколку интернационални компании кои се повлекоа од пазарот затоа што беа притиснати. Нонсенс. Знаете ли што ќе направат со оваа сулуда идеја, ама уште не им доаѓа до тиквата, уште мислат дека се до небо праведни. Ќе мораат да ги кренат даноците. Да, драги мои, нема земја со високи даноци кој иде во развој. Гледате Кина, гледате Кореја, гледате го Тајван, гледате Индија, сите се со рамен данок. Гледате до вчера, 3 децении беше со двоцифрена и троцифрена инфлација Аргентина, сега откако дојде еден пред Трамп, Мелеј, и ги скрати сите она што и Елон Маск се обидува да го направи со USAID и со сите оние тотално нелогични крадења буквално од државниот буџет, Аргентина е со едноцифрена инфлација. И тоа не е успех. Дајте, луѓе, ве молам, здравиот разум, од такви работи пропадна СССР, пропадна Југославија, не пропадна од војната. Војната, распадот е последица на лоша економија. Кога има пари, има братство, единство, нема пари, брада. Затоа, слушај ваму, бидете со отворени очи и уши, не коментирајте наслови, читајте, продлабочувајте се. Нека не ви перат мозок само затоа што сте симпатизери на една или на друга партија. Слушај ваму.